Добро вечер. Нема домакинство во земјава што не го засега цената на електричната енергија, зашто сметката за струја е значајна ставка во семејниот буџет, особено во зимскиот период. Регулаторната комисија за енергетика минатата недела ги објави новите цени кои според нивните пресметки ќе значат зголемување на сметките од 57 до 900 денари месечно. Но низ призмата на јавниот интерес ова не е само прашање на цена на струјата, туку и прашање за тоа дали и колку отчетно се трошат јавните пари, зашто цените што ги плаќаме како домакинства не се пазарни, туку субвенционирани од државата. Претходната влада тоа го правеше преку директни трансфери од буџетот кон државните електрани, а актуелната влада тоа го прави со тоа што им дава државни гаранции на електрани да се задолжуваат со кредити кај комерцијалните банки. Ова е грубата рамка за разговорот што следува со председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Се извинувам. Господин Бислимовски, добро дојдовте во 360 степен. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Вие сте магистар по електротехника и го реализирате вашиот втор 5-годишен мандат на чело на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Тоа е долгото име. Инаку позната како регулаторна комисија за енергетика. Бевте реизбран во јули 2023 година од претходното мнозинство во собранието, па со оглед на тоа што актуелната власт веќе разреши 20 членови на Регулаторната комисија за енергетика избрани од претходното мнозинство, моето прво прашање би било колку е известно или неизвестно дека Марко Бислимовски ќе остане председател на Регулаторната комисија за енергетика уште 2,5 години, колку што ви преостануваат од вториот мандат. Како што кажавте и вие, мојот мандат истекува во јули 2028 година. Јас не сум венчан за функцијата. Постапките за разрешување на председател или на членови на Регулаторната комисија за енергетика се под обсервација и на секретаријатот на енергетската заедница и исто така и од Европската комисија и се разбира и до сега и понатака работиме во рамки на нашите надлежности кои што го имаме, така да до крајот на мандатот очекувам јас овој мандат да го довршам. Да. Во декември минатата година собранието разреши 20 членови на Регулаторната комисија за енергетика, како што веќе испомнав, Андреј Тасев и Мерита Дема, на предлог на владата во процедура која што јавно беше коментирана како проблематична, за што реагираше и енергетската заедница преку директорот на секретаријатот Артур Лорковски, кој побара објаснување од владата за овие разрешувања. Прво, никогаш јавно не дознавме дали владата испрати писмено образложение до господинот Лорковски, како што тој бараш. Имате ли информација дали тоа се случи со оглед на тоа што сте директно упатен на соработка и на комуникација и со секретаријатот на енергетската заедница и со Министерството за енергетика? Немам информација дали е испратено образложението кое што го побара секретаријатот на енергетската заедница. Јас и со Андреј Тасев и со Мерита Дема имав одлична комуникација како членови. Мерита Дема е сега вработена во Регулаторната комисија за енергетика и е раководител на секторот за мониторинг на пазарите, кој што ги анализира Регулаторната комисија за енергетика, но тоа беше одлука на собранието и за жал нивните мандати беа прекинати и потоа беа назначени на нивно место нови членови. Да, за овие разрешувања во РК пишува и последниот извештај на Европската комисија за земјава и то на следниот начин. Вели регулаторното тело, се мисли на Регулаторната комисија за енергетика, доби дополнителни ресурси, но разрешувањето членови на крајот на 2024 година и по новите обиди предизвикаа загриженост за неговата институционална независност. Ова е цитат од извештајот на Европската комисија. Оригинално во предлогот од владата во ноември лани 2024 година, владата предлагаше разрешување на 4 члена на Регулаторната комисија, не на 2, но разрешувањето на Лирим Сулеймани и Фатон Амбари никогаш не стигна
на гласање во собранието. Што е вашата проценка? Дали власта и мнозинството можеби се повлекоа под притисок, условно кажано, или поради реакциите на енергетската заедница и на Европската комисија? Видете, регулаторната комисија за енергетика е наблюдувач во ЕЙСЕР. Тоа е Сдружение на европските регулатори кое што е формирано со посебна регулатива. Значи, тамо наблюдувачи од целиот регион сме ние и Црна Гора. За да станеме наблюдувачи, бевме под сериозен надзор на секретаријатот на енергетската заедница и најголем дел обрнува во делот на функционирањето на независноста на регулаторната комисија за енергетика, бидејќи мораше да ги исполниме нивните строги критериуми. И токму и од тие причини секретаријатот на енергетската заедница имаше одредени реакции до објаснувања и понатака, како што кажавте и вие, започна постапка за првично за разрешување на 4 члена, кои што доколку беа сменети сите одеднаш до назначувањето на новите, регулаторната комисија за енергетика ќе беше целосно нефункционална, бидејќи нашите одлуки ги носиме со мнозинство на гласови. И за тоа се чинеше дека одлуката во првиот наврат на два пати. Да се разрешат само двајца беше работа на тактика, но некако еве се застана со разрешувањето и овие другите двајца никогаш не стигнаа на дневен ред евентуално да бидат разрешени. Во периодот на влегувањето во сила на новиот закон за енергетика, од изгласувањето во собранието, имаше рок од 8 дена да влезе во сила по објавувањето во службен весник. Во тој период беше повторно закажана таа седница, но како што кажавте и вие, оваа точка не дојде на дневен ред, така да и господинот Лирим Сулемани и господинот Фато Намбари се уште членови во регулаторната комисија за енергетика. Јас можам се најдобро да кажам за нив двајца, имаме одлична соработка, како и со останатите членови кои што се сега. И тоа е тоа. Значи, реално останува да претпоставуваме дали сепак реакциите кои што беа јавни, директни, отворени пред се од секретаријатот на енергетската заедница, а и од Европската комисија, навистина го направиле своето и сепак власта реши да крене рачно. Секретаријатот на енергетската заедница е доста чувствителен на јавување на членови на регулаторните комисии за енергетика и тоа не е пример само во Македонија. Имаше реакции при изборот на нов председател и нови членови и во Црна Гора. Пред 6-7 години имаше и во Молдавија, има одредени забелешки и во Србија, исто така мислам дека имаше и во Босна и Херцеговина. Значи, сака тоа што сме го ветиле како држави, со подпишувањето на договорот на основање на енергетската заедница, да го применуваме во пракса. Ако ги анализирате законите за енергетика со кои што се воспоставуваат регулаторните тела, законите нудат реална и вистинска независност. Но, особено, се внимава сега, во последниве 7-8 години, како таа независност се имплементира во реалноста и поради тоа не само за Македонија, туку и за сите останати земји од енергетската заедница има дел и во извештајот на секретаријатот на енергетската заедница и во извештајот на Европската комисија, каде што се потенцира во која насока се движат регулаторните тела. Да, бидејќи вие не сте министерство, не сте јавно предпријатие, не сте агенција, не сте државен фонд, сепак сте регулаторно тело, независен државен орган и идејата е дека вашите мандати треба да одат и преку политичките мандати на мнозинствата во собранието и на владите и на тој начин да се обезбедува вашата независност. Сега на тема независност уште малку го спомнавте и годишниот извештај на енергетската заедница, меѓу другото во него пишува дека од јануари 2026 година платите на регулаторната комисија за енергетика ќе бидат ограничени од Министерството за финансии, што може да ја подкопа нејзината независност. Што се случува на овој план? Значи се донесе нов закон со кој што е предвидено, вие тоа што го кажавте. Во моментов,
согласно Законот за енергетика, е предвидено платите на вработените на Регулаторната комисија за енергетика да бидат уредени со колективен договор и висината на тие плати да изнесува во рамките на платите во целиот енергетски сектор, имајќи во предвид дека и вработените во стручните служби, како вработени во Регулаторната комисија за енергетика, треба да имаат плати на задоволително ниво со цел својата работа да извршуваат како што е предвидено со Законот за енергетика. Честно, професионално, а и да не ви бегаат по други фирми. Затоа што јас сум презадоволен од вработените во Регулаторната комисија за енергетика. Со дел од нив сум работел и како вработен, има и нови вработувања и апсолутно ја вршат својата работа пред се честно и стручно. Значи, еден кадар за да се формира во Регулаторната комисија за енергетика, имајќи во предвид незината спецификите на работењето, е потребно 3 до 4 години. И при тоа сериозно и ние, а и секретаријатот на енергетската заедница инвестира во обуки на вработените. Има една посебна школа регулаторна во Фиренца, каде што нашите вработени одат на обуки. Исто така во рамките на ЕРА, тоа исто така Сдружение на регулатори, има посебен настан, тоа е летна школа секоја година, која што е замислена за некаде 7 до 10 дена ново вработени во регулаторните тела да поминат соодветна обука. И понатака има се повеќе и повеќе. И сега што би биле последиците од ова, на што предупредува енергетската заедница? Значи, ова не се однесува само за Регулаторната комисија за енергетика, се однесува за сите регулаторни тела. Тоа би значило намалување на платите на вработените во Регулаторната комисија за енергетика и се плашам дека на овие наши веќе оформени и стручни кадри тешко дека ќе можеме да ги задржиме во Регулаторната комисија за енергетика. Па заедно сме координирани со останатите регулаторни тела и заеднички бараме да бидеме, да продолжи да биде законот за административни службеници во делот на регулаторните тела, како што беше досега. Инаку, не ова прв пат, имаше во 2019 обид да влеземе во рамките на како сите останати во однос на платите, во однос на државните службеници. Тогаш исто така повторно директор беше господинот Јане Скопач и исто како и сега господинот Артур Лорковски цврсто застана позади вработените во Регулаторната комисија за енергетика со цел да се обезбеди понатамошно нивно стручно усовршување, а исто така да овие вработени постојано треба да бидат да нивната работа постојано е и под мониторинг на енергетската заедница. Едноставно сите чинители се заинтересирани овие вработени да си ги имаат тие обврски и привилегии како што ги имале до сега. Ќе следиме каков ќе биде развојот на оваа тема. Инаку во моментот 4 членови на Регулаторната комисија за енергетика се избрани од претходното мнозинство во собранието, 3 се избрани од актуелното мнозинство, вкупно 7 сте. Во каква атмосфера во моментот функционира Регулаторната комисија за енергетика? Се чувствува ли подолба на линија на избрани од претходно мнозинство, од сегашно мнозинство? Гледате, во Регулаторната комисија за енергетика и двајца од ново избраните се поранешни на Регулаторната комисија за енергетика. Во 99% од одлуките кои што ги носиме едногласно. Работиме во однос на цените по строго определени методологии. За останатите работи има правилници и во најголем дел тоа што ќе го изработат стручните служби, во кои што уште еднаш сакам да потенцирам, се високо стручни и е многу инвестирано. Тоа што ќе го предложат стручните служби
речиси секогаш се прифаќа при носењето на одлуките на регулаторната комисија за енергетика. Имавте ли разлики, например, сега при носењето на последната одлука за зголемувањето на цената на струјата? Во изминатиот период донесовме повеќе одлуки и сите беа донесени едногласно. Како ја коментирате во оваа смисла опаската на премиерот Мицкоски, искажена од собраниската говорница, на прашање на лидерот на СДСМ Филипче зошто поскапе струјата, на што Мицкоски рече, предпоставам треба да му го поставите прашањето на Марко Бислимовски, чиј брат сега ви е соработник во извршниот одбор на СДСМ. Се надам дека тој ќе ви даде попрецизен одговор од мене. И порано, и сега, а знам дека и во иднина ќе биде така, секој сака да си каже став за цената на електричната енергија. И при тоа, кога се носи релативно добра вест, секогаш политичарите се заинтересирани да ја кажат први. Но кога се носели тешки одлуки, имаше кога сме зголемували цени во текот на енергетската криза, особено во делот на топлинската енергија, неколку пати за 10, за 15%, тогаш сите се тргаат на страна и ја оставаат регулаторната комисија за енергетика. Значи во едно општество како што е нашето, а и во регионот и во европски земји го има тоа, тоа е тоа и апсолутно нема бегање од тоа. Во однос на мојот брат е дипломиран правник, адвокат, си има своја исто како успешна кариера и тоа е негова лична одлука и се надевам дека ќе ја извршува како што замислува и како што посакува. Инаку Ве погоди таа опаска? Па добро, сега не е пријатно да се слуша за блиски луѓе од фамилијата и секогаш сум избегнувал, на некој начин сум јавна личност, да не се занимавам со фамилии, со членови на семејства, едноставно сакам да зборам за струката и за тоа што сум назначен. Инаку по потекло сме од Каличник, по татко, по мајка од Лазарополе, големи фамилии сме од едната и од другата страна, имаме и специфично презиме и имаме роднини кои што се од различни партии. Се сакаме, се почитуваме сите роднини, од тој крај сме од Мијачкиот, си уживаме на лето и во Галичник и во Лазарополе. Не дозволувате различната партиска афилијација да ве подели семејно? Апсолутно. Можеше ли да се избегне зголемувањето на цената на струјата овој пат, господин Бислимовски? Реално не можеше да се избегне. Во тој дел ние каде што ги регулираме цените, во делот на мрежарините, ние ја намаливме цената за пренос и за дистрибуција и како збир ја намаливме за 5%, бидејќи постоеше простор да ја намалиме. Ја намаливме цената на МЕПСО, ја намаливме цената на електродистрибуција, ја намаливме цената на МЕМ. И од друга страна, значи во тој дел успеавме да направиме намалување. Кај делот на ЕСМ треба сега сите да покажеме разбирање за ЕСМ. Ситуацијата е тешка. ЕСМ работи во загуби и ЕСМ е стожерна компанија во енергетскиот сектор. За ЕСМ дали да опстои или да не опстои, ние немаме сценарио Б. ЕСМ мора да застане на здрави нозе, ЕСМ мора да си го зголеми своето производство на електрична енергија, но и треба полека да го гледаме ЕСМ само како производна компанија. ЕСМ треба да го гледаме и како компанија покрај тоа што произведува електрична енергија во понатамошниот период ЕСМ ќе треба и да продава електрична енергија. Ајде за ова малку покасно, околу цената и одлуката за зголемување. Можеше државните електрани да останат на 62 евра за мегават час, цена по која што до сега се уште тече тој период.
ја продава струјата на универзалниот снабдувач на Евана Хоум и да не ја зголемуваат на 65 евра за оние што помалку разбираат, да кажеме дека практично зголемувањето на цената на струјата од 1 јануари пред се должи на ова, на зголемувањето на цената по која што електрани, државните електрани ќе ја продаваат струјата на универзалниот снабдувач на Евана Хоум. Само и во 2024 и 23 и 22 и 21 ево ги завршува годините со загуби. Сега не знам како беше, може би во 2023 или 2024 прикаже одредена добивка, но тоа беше пред се поради трансферите кои што се правеа од државниот буџет. Да, значи да останеш истата цена, ситуацијата уште повеќе ќе се влошеше. Значи ЕСМ го превзема ризикот да ја обезбеди електричната енергија за потребите на домаќинствата по 35 евра, а реално неговата производна цена е некаде помеѓу 90 и 100 евра за мегават час. Значи од старт ЕСМ за да обезбеди околу 3 милиарди и 200 милиони киловат часови работи со загуба. Дополнително ЕСМ продава електрична енергија и на електродистрибуција за покривање на загубите, тоа се околу 800 милиони киловат часови, но тамо цената е 105 евра за мегават час. Значи, овамо каде што му е најголемата продажба, тамо се најголемите загуби. И сега и да останеше 62 евра, уште повеќе финансиските загуби во ЕСМ ќе се зголемуваат. Така да треба да му дадеме шанса на ЕСМ полека финансиски да закрепнува и мислам дека тоа ќе се случи во наредниот период. Дали вашата финална одлука, цените по блоковите да бидат такви какви што се, со оглед на тоа што сепак зголемувањата се пониски од тоа што го бараше Евана Хоум, се прифатени од универзалниот снабдувач или можеби треба да очекуваме тужба пред управниот суд? Универзалниот снабдувач е обврзан да имплементира и да примени нашата одлука, а јас лично сметам дека да, нашата одлука ќе заврши, ќе биде обжалена од страна на Евана Хоум пред управниот суд, како што беа и многу одлуки претходно, до сега сме ги добивале овие одлуки на управниот суд. Сега за често споменуваниот на доместок за пристап до електродистрибутивниот систем од 200 денари месечно, тоа е фиксна давачка во сметката за струја за сите домаќинства. ВМРО ДПМН е во програмата за последните избори вети нејзино укинување, при тоа ја квалификуваше како тарифа за пристап до мрежата, што е ново измислена давачка од страна на Регулаторната комисија за енергетика и ветија дека ќе укинат до крајот на 2024 година. Сега сме крај на 2025 година. Давачката си останува. Имаше барање од новите членови на РК евентуално да се укинува оваа давачка? Немаше барање да се укинува. Оваа давачка е во рамките на регулираниот максимален приход кој што го определуваме на електродистрибуција. Значи од 100 единици, како пари зборам, претходно сме ги обезбедувале тие приходи со просто делење на потрошената електрична енергија само преку дистрибуиран киловат час. Во рамките на тие 100 единици од 2024 кажавме 20% ќе доаѓаат од фиксниот надоместок, кој што сега важи за сите потрошувачи и дополнително важи и за сите производители, не само на дистрибутивната мрежа, туку и на преносната мрежа. За сметка знаете, на тоа што... за обичните граѓани тоа е некаков издаток за кој што тие не можат до крај да си го објаснат, сметаат дека е екстра приход за Евана и така натаму. Во рамките на приходот е сега цената за мрежарина е 2,03 денари со пренос и со дистрибуција. Доколку се укине надоместокот, цената за мрежарина нема да биде 2,03 денари, ќе биде 2,6 денари за
киловат час. И на крајот на денот влијанието врз крајната цена ќе биде сериозно. Значи првиот блок некаде ќе се зголеми околу 8,5%, вториот блок 7%, тоа се блокови каде што 80% од потрошувачите ги плаќаат, и исто така околу 13% ќе се зголеми ефтината тарифа. Значи, да расчистиме таа работа, апсолутно не обезбедуваме екстра профит за електродистрибуција. Значи, во рамките на тоа што е одобрено, само направивме прераспределба. Инаку трендот во Европа е таков. Во Холандија, например, 100% е фиксен надоместок. Трошеле, не трошеле, за мрежарина плаќате толку колку што е фиксниот надоместок. Во Словенија сега воведоа пред неколку месеци 70% од трошокот за мрежарина е фиксен. Тоа го има и во многу земји членки на Европската унија. Тоа се случува поради тоа што се изградија голем број на фотоволтаици. Пред се тоа го прават индустријата и тоа го прави богатите домаќинства, да не се лажеме, не може сиромаштија да направи фотоволтаик, и поради тоа што се изградени фотоволтаични електрани и во индустриските капацитети и кај индустријата ги постави на своите кровови, и кај домаќинствата се намали електричната енергија која што се дистрибуира низ пред се дистрибутивната мрежа. Кога ќе делевме со помала количина, ќе имаше зголемување на мрежарината непотребно. По киловат час. По киловат час. И токму заради тоа ги воведовме овие 200 денари. Инаку од сега и во тарифниот систем за пренос е воведена овој фиксен надоместок за сите тие кои што се приклучени на преносната мрежа. Уште еднаш визави барањето на, односно заложбата на ВМРО ДПМН во нивната изборна програма, велите ниеден од новите членови не иницираше укинување. Дали можеби некако индиректно, на друг начин до вас стигнал таков абер да размислувате за укинување? Апсолутно имавме дискусии. Ние втор пат ја намалуваме мрежарината и минатата година и сега, и го презентиравме тоа што ви го презентирам вас. Значи, трендот е таков. Нема потреба сиромашните категории на домаќинства, помали фирми кои што немаат можност да стават на фотоволтаици, да плаќаат поради тоа што се поставени фотоволтаици кај поголеми компании, кај побогати домаќинства. И апсолутно немам против инвестиции во фотоволтаици, немам против и домаќинствата да инвестираат во поставување на фотоволтаици на своите кровови, но направивме една поправична и порамномерна распределба на приходот кој што треба да му се обезбеди на компанијата електродистрибуција. Уставниот суд минатата недела одлучи да не поведе постапка по иницијативата за укинување на поделбата по блок тарифи. Но колку навистина е праведна таа поделба? Ги делили потрошувачите на повластени и дискриминирани? Со оглед на тоа што разликата во цената за киловат час во првиот, споредено со четвртиот блок, е 400%, 4 пати е повисока цената. Најнапред ја поздравувам одлуката на Уставниот суд. И сега, кога ги воведувавме блоковите, ние имавме 1% од домаќинствата по број користеа 20% од електричната енергија за домаќинствата. Значи, како што гледате и во изминативе 6-7 години, производството на електрична енергија од ДСМ се намалува. Значи, ако порано рбетот на македонската независност беше македонскиот јаглен, сега во тој дел ние енергетската независност ја изгубивме. Почнавме да увезуваме јаглен, зависиме од некој друг, и тоа се покажа најдобро пред 10-15 дена, кога не можеше јаглен да се донесе до Битола,
заради протести во друга земја. Сакавме да испратиме сигнал со овие блокови, електричната енергија да се користи рационално. Ние имаме домаќинства кои што имаат инсталирана моќност од преку 100 киловати. Просечно домаќинство во државата инсталирана моќност едновремено му е 11 киловати. И сега, ако ги анализираме бројките, каква е структурата по блоковите, ако на почетокот ни беа околу 2,2-3% од домаќинствата влегуваа во четврти блок, сега е само 0,5% од домаќинствата. Значи имало ефект. Ако имавме 7% кои што влегуваа у трет блок, сега се некаде 1,73%. Значи, тоа беше целта, да се испрати сигнал домаќинствата да ја намалат потрошувачката, бидејќи ние реално ја немаме таа електрична енергија и да, во најголем дел ја произведуваме во Македонија, но ја произведуваме со увозен јаглен. И мислите дека блоковите си го постигнаа Го ефектот? постигнаа тоа. Сега, со овие високи цени за четвртиот блок апсолутно се високи. Доколку некои домаќинства сакаат, можат да отидат и на слободниот пазар на електрична енергија, каде што цените на електрична енергија се некаде околу, да речеме, 130 на 140 евра за мегават час, споредено со таја од четвртиот блок се поевтини за некаде повеќе од 2 пати. Така да ја имаат таа можност. Ама им треба ЕСАП да видат реално колку трошат во четвртиот блок. Направат ЕСАПот, Да. ќе видат дека им е поисплатливо уште да останат На регулираниот. на регулираниот пазар. Да. Добро, како го објаснувате тоа што се уште има мали потрошувачи кои што се на регулираниот пазар со оглед на тоа што цената по киловат час е околу 300 евра на регулираниот пазар, а на берзите повеќе од дупло по-ниска. Што е работата? Немукает, неинформираност? Мислам дека е и немукает, и неинформираност, и мислам дека во нивната трошковна структура Струјата е што мал имаат дел. електричната енергија има мало влијание. Ако сте предприемач, логично е нели да сакате да ги и сега намалите колку што трошоци. пратам, Аха. многу се, особено во изминативе 2 години, се одлично таргетирани овие мали потрошувачи од снабдувачите и некаде таа потрошувачка која ако ни изнесуваше околу 2022 околу меѓу 500 и 600 милиони киловат часови, сега е таа падната на 260 милиони киловат часови. Во проценти од вкупниот... Ова се како мали потрошувачи што биле на регулиран пазар, претходно биле околу 550-600 милиона киловат часови. Не, бе разбирам, сакав да кажам дали може во проценти да ни кажете. Во проценти од цената струјата... им е тоа во проценти од струјата е некаде во вкупната потрошувачка во државата околу 5%. И имаат и реално имаат значително пониски трошоци, бидејќи тие имаат таа цена од 130-140 евра за мегават час и мислам дека во наредната година ова што го гледам има и снабдувачи кои што се врзуваат со компании, да речам, од други сектори, кои што имаат широка продажна мрежа и ја користат на тие други компании, мислам од осигурителниот бизнис, ја користат таа нивна широко распространета мрежа за да ги продаваат своите продукти, односно да ја продаваат електричната енергија. Вашиот повик останува до нив да се излезат на слободен пазар. Апсолутно, бидејќи се ЕСАМ да барсама да обезбедува и за индустријски потрошувачи, толку може ЕСАМ. Затоа велам треба да превземаме мерки, ЕСАМ да го заштитуваме и зашто на крајот на денот таа електрична енергија која што оди преку Ева на Хоум, ја продава ЕСАМ за 65 евра. Зошто таа електрична енергија ЕСАМ не би ја продал директно на малите потрошувачи за по 130 евра. Така да и за тие количини не се баш мали,
ЕСМ ќе остварува дополнителни приходи. Да. Повеќе пати ја споменуваме ЕСМ, Електрани на Северна Македонија, државната компанија за производство на струја, преку која практично се обезбедува социјалниот мир со цена на струјата за домаќинствата што е пониска од производствената. Колку треба да загрижува континуираното влегување во долгови и загуби на Електрани на Северна Македонија? Еве, пред само неколку недели акционерското друштво во државна собственост повторно се задолжи кај комерцијалните банки за нови 58 милиони евра. Значи, ЕСМ како и ние како експерти, да речем, и целокупната јавност, треба малку да го менуваме начинот со кој сметаме дека ЕСМ треба да работи. Се уште кај нас е главна вест дали 2 блока работеле, дали 3 блока работеле. А што е проблем во моменти кога цената на пазарот е поевтина отколку производната цена на ЕСМ, да купи од пазарот ЕСМ електрична енергија. Тоа е вообичаено. Така работат, доколку ги анализирате, еве, најблиски ни се Електропривреда Хрватска, таа компанија, и во Србија. Тамо пазарното учество на ХЕП во Хрватска, ХЕП е во Хрватска, е 90% и на слободниот пазар. Но се промени сетапот. Произведува електрична, да, енергија, ама и купува, си го оптимизира своето производство и нормално е пред сите останати снабдувачи, во Хрватска се активни и Гени, има и германски снабдувачи, и австријски, има и италијански. Тука сомнежите се, господин Веселимовски, дека наварно се пролонгираат или ненавремено се прават ремонтите во рек Битола и дека тоа свесно се прави за да се увезува струја по цена која што е повисока од производствената цена на струјата на електрани. Вие зборувате за нешто друго, за оптимизација на производството и истовремено поактивно купување струја во периодите кога таа е поевтина. Дали мислите дека има директор на ЕСМ или членови на управен одбор што не би сакале да произведат повеќе? Јас сметам дека нема такви. И тие да сакаат, секој човек кога е поставен на нешто, сака да прикаже резултати. Кога се пуштени во употреба термоелектраните, 1978, 80 и во текот на 80-тите, како се пуштале блок по блок, се знаело дека векот на траење е 40 години. Ние сме веќе во 45-та, 46-та година. Ние кажуваме роди бабо дете. Тоа е од ЕСМ. ЕСМ, за тоа велам, треба да се преструктуира. Испуштивме периоди, не се гради чебрени галишта, со кое што дел би имал и ЕСМ, ева и без и на ЕСМ да биде. ЕСМ не влегува во проект на градба на гасна електрана. Значи немаме големи производни капацитети во моментов кои што ни се на повидок. И остануваме зависни од производство од јаглен. Од јаглен, кој што јаглен се помалку и помалку го имаме, увезуваме. Поради тоа што увезуваме јаглен и се меша со постоечкиот, самите оперативни трошоци на ЕСМ се зголемуваат. Кога работите со понеквалитетен јаглен, во технолошкиот процес ви се зголемува и трошокот за мазут. И ако го анализирате ЕСМ, колкава му била потрошувачката на мазут, таа е во постојан раст. Значи, ЕСМ за да се додржи, а мора да се додржи, нема друга опција, јас да сум сега генерален директор на ЕСМ, би пристапил до сите фотоволтаични електрани во Македонија, кои што во 2026 ќе бидат изложени од сериозен ризик заради имплементација на СИБАМот и
односно тоа е јаглеродна такса, тешко ќе може да се извезува од Македонија, затоа што од старт таа цена ќе биде оптоварена со, не знам, 60-70 евра за мегават час и од старт сте неконкурентни. Јас да сум генерален директор на ЕСМ, би им понудил да им ја откупувам нивната производна електрична енергија некаде за 55-60 евра за мегават час. Со тоа ќе обезбедам електрична енергија по пониска цена од тие 65 евра. Трошоците за обезбедување на електрична енергија ќе ми се намалат. Во пролетни месеци, летни месеци, апсолутно ќе си го чувам хидрото. Во одредени периоди од годината нема да ми работат термоелектраните, ќе ми биде поевтино да купам на слободниот пазар електрична енергија по цена која што ќе биде далеку пониска од производната цена на ЕСМ, тоа е во моментов. Сте разговарали ли за оваа идеја? Не, ова јавно го кажувам, сме разговарали. И претходно сум разговарал и со претходното раководство и со ова раководство. Значи, треба сите да создадеме клима, малце да го оставиме ЕСМ да има повеќе маневарски простор во однос на обезбедувањето на електричната енергија. Затоа што завршија времињата кога цената на електричната енергија, така наречено увезена, е далеку повисока од таа на ЕСМ. Сега има периоди во годината каде што е цената на слободниот пазар во пролет, во летните месеци, во најголем дел од денот е за 30-40% поевтино од цената на ЕСМ. Реков, поради моделот кој што власта го смени за тоа како ја субвенционира цената на струјата за домакинствата преку електрани, не преку не преку директни трансфери од буџетот кон електрани, туку преку тоа што им даваат државни гаранции за тие да може да се задолжуваат со кредити кај комерцијалните банки, ЕСМ оди во долгови. И сега премиерот, да речеме, тврди дека со домакинско работење ЕСМ сепак ќе успее во 2027-2028 да се стабилизира и да дојде на нула. Остварливо ли е тоа, реалистично ли е со оглед на овие движења сега? Па со овие неколку мерки кои што јас ги давам како опција, со намалување на трошоците колку што може да се намалат во ЕСМ. Реално во ЕСМ голем трошок е и увозот на јаглен. Само за пример да ви кажам, порано, кога си имавме наш јаглен, цената на јагленот, бидејќи до 2018-19 регулаторната комисија за енергетика ја определуваше цената, и го знам тоа добро, беше околу 8-9 евра за тон. Сега е околу 40 евра за тон, 45 цен, не знам колку се цените. Значи, толку е голема разликата помеѓу нашиот јаглен, кој што сме го имале, трошковно, значи цела рек Битола, во делот на рудниците, толку е бил трошок. Сега кога го увезуваме околу 40 евра за тон. Значи, сега не знам тамо во каква состојба се тој јаглен што го имаме. Велат дека имало периоди кога може да се фати добра серија на јаглен кој што е тамо, но во најголем дел, она како просек што го гледаме, тоа што е домашно е со лош квалитет. Затоа велам дека треба ЕСМ малце да се насочи и кон тоа што му се нуди на слободниот пазар. Впрочем, значи ова се направија фотоволтаиците во Македонија, тие се финансираа од кредити. Кога ќе имаат проблеми, да ги враќаат, ќе биде изложен и банкарскиот сектор. Со ова што го зборам, имаме вин ситуација. Ќе се стабилизира ЕСМ, ќе им дадеме одредена сигурност на овие фотоволтаици, но на ниту еден начин нема да биде изложен и банкарскиот сектор. И тие се работи кои што во наредниот период треба да се направат, додека не се изградат, да речеме, една гасна електрана. Дури и не мора да ја гради ЕСМ, еви тоа да прифатим, но да има една гарантирана цена.
Има најави, нели, за такви инвестиции, да видиме што тоа ќе се реализира во моментот. Имаме ТЕТО. Да. И во таа смисла сакам да ве прашам како треба да разберам информацијата дека СМ Продажба склучила договор со ТЕТО во текот на месец јануари да купи од неа 104.000 мегават часови електрична енергија по цена од околу 120 евра за мегават час. Што значи оваа информација? Таа информација прво значи дека ТЕТО заради воведувањето на јаглеродната такса од 1 јануари, најголем дел од електричната енергија на ТЕТО ќе се извезува од страна на трговците во Македонија, извезуваат надвор, ќе требаше да не работи. Затоа што е неконкурентен и никој нема да сака да купи таа струја. Сега, цената на топлинската енергија на ТЕТО е за 40% пониска од цената на топланите во Скопје. Значи, од старт ќе имавме сериозен притисок врз цената за топлинска енергија. И ова е добар потек што се купува од ТЕТО, бидејќи ТЕТО е добро да работи во зимски месеци. Тоа е производител на електрична енергија и каде што и теоретски, ако гледате, е тамо каде што е токму најголемата потрошувачка. Значи ги стабилизира напонските прилики, ја дава добри услови за работа на преносната мрежа и ТЕТО на тој начин ќе обезбеди и електрична енергија. Сега оваа цена е околу 120 евра, како што кажавте, е коректна цена во рамките на пазарната цена и нешто пониска. Доколку се анализираат, има и формули преку кои што се пресметува цената на електричната енергија од когенеративни постројки врз основа на цената на природниот газ. Доколку СМ би имал своја гасна електрана, сигурно таа цена би била пониска, но за жал нема. Зошто се одложува тоа? Па видете, ја мислам дека за да се изгради една когенеративна постројка е најбрзо и наједноставно. Бидејќи тие се готови машини, доаѓаат, ќе се постават. И во таа насока требаше да оди трансформацијата на РЕК-БК. Па да се донесе, мислам дека и природен газ веќе донесен до тамо, но во одреден период апсолутно ЕСМ ќе мора да ги замени термоелектраните со гасни електрани, за да може да обезбеди базна енергија. Во Македонија се најавува една поголема инвестиција и таа треба да биде во Скопје, но сигурен сум дека ЕСМ мора да го направи тоа, бидејќи едноставно се потешко и потешко ќе се дава дозвола да работат термоелектрани. Вие во Велика Британија речиси сите ги затворија, во Германија се затвара, дури се затвори и нуклеарни електрани. Значи трендот е тој, од тоа нема бегање. Сега кога ќе се направат тие гасни електрани, повторно ќе бидеме увозно зависни. Значи ќе го увезуваме горивото, ќе го увезуваме природниот газ, кое што како гориво да го има во Европа, но нели сега ќе има руски газ во Европска унија, ќе нема руски газ, па ќе се увезува од тамо и тамо ќе има многу предизвици од аспект во кои рамки ќе се движи цената на природниот газ во Европа. Во овој момент е исклучително стабилна и е во ред, тоа е некаде околу 28 евра за мегават час и тоа е во ред, но никогаш не вели никогаш, не се знае што ќе се случува во наредниот период. Реално гасот стана како дел од преговори и од геополитика и често е изложен на влијанија кои што не се поврзани со цена и со енергетика, туку исклучително политички влијанија со цел една или друга земја
да го искористи тоа за да наштети на друга земја. Привршуваме, но бидејќи неколку пати го споменуваме терминот CBAM, да кажеме дека станува збор за кратенка од англиски за Carbon Border Adjustment Mechanism, или поедноставено кажано, како што вие веќе неколку пати користевте во ова интервју, јаглеродна такса. Еве како го објаснува CBAM, вели дека е алат кан ЕУ за одредување фер цена на јаглеродот што се испушта за време на производството на стоки со интензивни емисии на јаглерод, што влегуваат во ЕУ и за поттикнување на почисто индустријско производство во земјите надвор од Европската Унија, се однесува на 6 групи на производи: цемент, алуминиум, ѓубрива, железо и челик, водород и електрична енергија. Веќе зборувавте делумно за тоа дека, да речеме, кај електричната енергија, практично додавањето на давачката или на јаглеродната такса ќе ги направи неконкурентни производителите на струја кај нас, кои што би продавале струја во Европската Унија. Сега, имаше транзицијоден период од 23 до 25 година, очигледно ние како држава тоа не сме го искористиле да се подготвиме. Не само ние, другиве земји од регионот не се нешто понапред. Црна Гора и Србија се понапред. Значи, за да Што треба за таа јаглеродна такса да не им се додава на овие групи производи при треба да се увоз во ЕУ? Едно, да го речеме, валидационо тело во секоја држава да се направи и кое што ќе вие како произведувате електрична енергија од обновлив извор, или овие што челичаниве, ако купуваат електрична енергија од обновливи извори, тие ќе бидат изземани. Но тоа ќе биде наше валидационо тело и ќе се знае, вие што произведувате јаглен, ќе плаќате толку, но тие пари ќе одат во државен буџет, нема да одат кај странски трговци, ќе се остануваат во Македонија. Тето, пошто произведува од природен газ, и тето ќе плати одреден дел повторно во тој фонд, а овие што се од обновливи извори нема да плаќаат. И понатака тие пари, секоја држава е обврзана во некој фонд да ги врати назад со цел да се инвестира, да речеме, во производни капацитети за челик или за овие термоелектрани, со цел да се заменат нивните технологии со незагадувачки технологии и да не се плаќа за јаглеродна такса. И сега валидационото тело кај нас воопшто почната ли е процедура? Во ниту една земја од регионот, немам информација до кај, имаат започнати се повеќе активности и не само, и таму има и други активности. Каде што и малку, и тоа што го бара ЕУ, е малку нелогично. Велат, пазарот во Македонија треба да се поврзе со, сега сме во проект за поврзување со пазарот со Грција па со Бугарија. Ма сега ако ни воведете CBAM, односно оваа јаглеродна такса, не може да се нашава енергија е неконкурентна. Значи, и ЕУ е малце сама по себе контрадикторна, вели споете ги пазарите, ама видете со CBAM. Тоа што го кажува ЕУ точно е во ред, да. И ЕУ се штити, вели ние во нашиве земји плаќаме за јаглеродна такса, не може вашите производи да бидат со да не бидат обременети со јаглеродна такса, ни правите проблеми со пазарите. Но сега понекогаш и ЕУ како да се преигрува и некако држи некоја, да речам, строгост, реално за регионов може да го лабави тоа за година-две, затоа што ако анализирате, ЕУ е формирана врз основа на договорот за трговија со јагленот. Германската економија, полската економија се развивале, британската се развиле на ефтин ресурс, имале тогаш што е било јагленот. Треба малце да покажат во овој момент разбирање, да, обврска, никој не вели дека не е обврска. Апсолутно дека... Има ли сигнал дека може да се согласи? Во моментов немам таква информација. Значи остануваат на тоа дека од 1 јануари ќе почне да се применува.
Да Сибамо. видиме, да почекаме овие ден-два. Не би можел да ви кажам на вистина да ви одговорам на ова прашање. Добро, со вас има мношто теми што може да се разговарат, ама 55 минути помина. Ви благодарам за овој разговор. Ви посакувам прво среќна нова, успешна 2026 како регулатор на Комисија за енергетика и ќе останеме во контакт за да ги комуницирате информациите што се од интерес на јавноста. Ви благодарам уште еднаш на поканата, ми беше задоволство. Ви посакувам на вас и на вашиот тим се најубаво во новата година. Исто така и на сите граѓани во државата им посакувам успешна нова година, да биде енергетски стабилна и во 2026 како општество малце да бидеме порелаксирани, поотворени за соработка, не мора постојано да има тензии во македонското општество. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани и вам се најдобро во овој предпразничен и празничен период. 360 степени ќе се врати на прва на 12 јануари. До крај нова саботажа. Пријатно. Локалните избори завршија и веќе почнуваат да се бараат сличности и разлики по кои треба да се споредуваат актуелните со поранешните градоначалници. Сепак, најтешкото прашање е кој треба да биде еталонот, единицата мерка по која ќе се прави паралелата. Градоначалник Скопје. Најдобар до сега кој бил е? Според мене Коце Трајановски. Ке бидам Јас кажав вака. субјективен. Добро, може ли да кажам зошто? Субјективно ти си налудничаво заебан. Извини, брат. Зимата ни е тука, па затоа поспокојно може да се подготвуваме за шумските пожари кои секое лето ни се закануваат. Со сознанијата кои ги имаме, лесно може да се справиме со потенцијалната наезда од најсомнителните пиромани. Сега, тоа не се баш такви скакулци оние запалили, туку има некои скакулци кои што навистина може да пренесуваат. Постојат такви бубачки, вештачки кои што навистина може да пренесуваат пожар. Да. По меѓувреме не е лошо и да се продолжи со едукацијата околу природните проблеми на модерното време. Одговорните би требало да ја унапредат програмата, бидејќи располагаат со неажурирани знаења. Што е хибриден напад, Ангело? Па како хибридна кола оди на бензин, оди на струја. Прилика тоа е, мислам. Да и биде појасно на гледачите. Кој знае како некому ќе му стане појасно, ако и тие што објаснуваат се губат во преводот, оти наместо да бидат зафатени од бура од замисли, како што личи. И од рани зори си чешаат јазици за заминување од државата. Околу 8 часот некаде се појавам на работа, секој сабајле имам утринско кафе со мојот кабинет, некако така се ствара таа блискост и тој brain drain, односно нели расфрлање на идеи. Расфрлањето не е добро, затоа во овие тешки времиња е неопходно да се биде рационален и да се знае што е вредно, а што не. Без што се може, без што никако. Без пари денеска нема ништо. И за жал парите не вредат. Значи, не се скапи. Парите се ефтини. Парите се ефтини. Тука е проблемот. Едно пакетче мастики, орбиту, пластика, некто на бензинска пумпа се фрапирал. 3 пати го кажувам, не можем да го заборавам. 220 за над. Бидејќи сме во предпразнична атмосфера, мора да се знае кој што, според статистиката, ќе чвака за нова година. Знаете, просекот е она, нели еден јаде месо, друг јаде зелку, просек сите јадеме сарма. И на крајот, внимавајте на здравјето, особено ако сте приврзаници на опозицијата. Иако и за нив се бара лек. За овој вирус има 2 вакцини. Првата делумно помага, а втората целосно лекува. Првата се вика Харис Джинович. Кога ќе слушате негова песна, кај носителот на вирусот се појавува едно убаво чувство на еуфорија, што ги смирува симптомите за кратко време, но само за кратко. И ние се гледаме за кратко, а вие дотогаш уживајте во добрата музика и расположение. И потрудете се да го подобрите просекот со руската и со тукличките.